Почитувана председателка на Грузија, господја Зурабишвили, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Денес имаме големо задоволство во името на македонските граѓани да и посакаме топло добре дојде на председателката на Грузија, незината екселенција господјата Саломе Зурабишвили. Ова прва и со тоа би рекол историска посета на највисоко ниво се случува многу кратко по воспоставувањето на дипломатските односи меѓу нашите две држави на 16 февруари 2019 година. Символично нас не поврзува еден многу значаен јубилеј. Оваа година и Северна Македонија и Грузија прославуваат 30 години независност. Ние од стекнувањето, а Грузија од обновувањето на незината независност. Иако изминативе децении повремено соработувавме во рамките на меѓународните организации, дојде време нашите односи од маргините на меѓународните форуми да ги издигнеме на највисоко ниво. Пандемијата ја забави планираната динамика на средбите, но оваа прва официјална посета е можност да надоместиме за изгубеното време. Затоа денес со председателката Зурабишвили разговаравме за унапредување на нашите билатерални односи во престојниот период. Повеќето од чекорите ќе ги правиме за прв пат. Затоа треба да го искористиме овој момент и да создадеме стабилна основа за развој на билатералните односи. А првиот чекор во таа насока е секако унапредување и уредување на правната рамка. Северна Македонија и Грузија имаат исклучително богато природно и културно историско наследство. Затоа пред малку беа подпишани два важни документи. Првиот е спогодбата меѓу двете држави за укинување на визите, со што се олеснува патувањето на македонските и грузиските граѓани. Вториот документ е меморандум за соработка во областа на културата меѓу нашето Министерство за култура и грузиското Министерство за култура, спорт и млади. Затоа овие два документи треба да бидат правна основа за развој на туризмот и на севкупната економска и културна соработка меѓу двете држави. Во процедура се и други договори, меѓу кои оние за економска и техничка соработка. Непишано правило е дека оние кои први ќе се пробијат на новиот пазар, најчесто постигнуваат најголеми успеси. Затоа во оваа прилика сакам да ги охрабрам стопанствениците од Северна Македонија и Грузија да ја искористат оваа можност да воспостават контакти и да работат на деловни партнерства од взаемна полза. Почитувани, денес со председателката Зурабишвили разменивме мислење и за теми поврзани со нашите надворешно политички приоритети, а во контекст на стабилноста и безбедноста на европскиот континент. Заклучивме дека иако сме територијално мали држави, лоцирани во различни региони, споделуваме слични стратешки надворешно политички приоритети. Како земја членка на НАТО, ние го поддржуваме правото на Грузија да гради најблиски можни односи со Алијансата. Тоа е суверен избор на грузискиот народ и во тој поглед подготвени сме да ја продлабочиме соработката преку партнерските механизми. Истовремено, како и Европската Унија, така и ние, како земја кандидат за членство, даваме цврста поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Грузија во рамки на меѓународно признаните граници. Во исто време ги поддржуваме женевските меѓународни дискусии кои остануваат единствен механизам за кој се ангажираат сите ангажирани страни, засегнати страни во решавање на предизвиците што произлегуваат од нерешениот внатрешен конфликт во Грузија. На крајот би сакал уште еднаш да нагласам дека верувам дека со оваа прва посета на грузиски државник од највисок ранг испишуваме историја во односите меѓу нашите две пријателски држави и народи. Од тука, Ваша екселенцијо, уште еднаш во името на македонските граѓани ви посакувам топло добре дојде во Северна Македонија. Благодарам.